Значајни одлуки донесе Кавадаречкиот совет на денешната редовна 56-та седница, која после подолго време се одржа со физичко присуство на советниците. Едногласно беше усвоен планот за борба против корупција на општина Кавадарци за тековната година. Планот за борба против корупцијата е документ во кој се детектираат слабостите во постоечкиот систем на работа во општината, се утврдуваат стратешките цели кои треба да се постигнат со имплементација на истиот, се предвидуваат мерки и активности за остварување на целите, се посочуваат клучните носители на активностите, се уредува начинот на кој ќе се постигнат утврдените цели. Градоначалникот Митко Јанчев, појаснувајќи го овој документ, посочи дека истиот е подготвен согласно планот на владата во борбата со корупцијата. Советот ја прифати иницијативата за изготвување на локален еколошки акционен план, а едногласно се усвоија и измените на статутот на општината. И годинава ќе се субвенционираат енергетско ефикасни грејни тела. Советот ја донесе одлуката, а наредните денови ќе биде распишан јавен повик на кои граѓаните кои ќе набават вакви грејни тела ќе може да аплицираат за субвенции во максимален износ од 15.000 денари или 50% од вредноста на купеното грејно тело. Едногласен беше Кавадаречкиот совет и во носењето на одлука со која се даде согласност граѓаните кои должат кон јавното предпријатие Комуналец да можат долгот да го платат максимум на 24 рати, но и да бидат ослободени од камати и нотарски трошоци. Градоначалникот Јанчев на седницата информира дека наплатата на сметките за комунални услуги кон ЈП Комуналец е 95%, а оваа пракса за ослободување од камати покажала дека граѓаните сакаат да си го платат за останатиот долг. Се покажа како многу добра пракса во интерес и благодет на самите граѓани, сите оние кои што имаат долгови натрупани од претходни години, а не се нормално застарени, а на некој начин и уште пред нас обтужени со извршни решенија, да не ги оптеретуваме граѓаните, да не ги теретиме со камати, да не ги изложуваме на непотребни трошкови. Ова одлука денеска што ја носиме е иста како претходната за давање можност да се склучи договор на рати, и тоа мислам дека беше до 24 рати за старен долг со ослободување на комплетно каматната листа и трошоците. Тоа е тоа што го зборувавме претходно, имаше случаи кога главниот долг е 1000 денара, а кога вкупниот долг стигнал и 10.000 денара. Така да тој дел ги заштитуваме граѓаните и ги повикувам сите да се склучат договор за да не се изложуваат на дополнителни трошкови и на дополнителен ризик, односно да бидат ослободени и од камата и од судски и нотарски трошкови. Благодарам. И на правните лица им се нуди можност за останатиот долг да го платат максимум на 6 рати, но кај нив ќе нема ослободување од камати и останати трошоци. Работењето на ЈП Комуналец предизвика и препукување меѓу советниците од СДСМ и ВМРО ДПМН. Лазар Туриманџов од СДСМ обвини дека на име на Комуналец ВМРО ДПМН терале политички кампањи во минатото, поради што се трупале долгови во минатото кон ова јавно предпријатие, но и дека Комуналец бил претворен во дувло на ВМРО ДПМН. Реплицираа советници од ВМРО ДПМН кои рекоа дека во минатото ова јавно предпријатие било прогласувано за најдобро во државата, поради што има добиено грант од 2 милиони евра. Сепак, на крај, едногласен беше заклучокот дека советниците и од СДСМ и од ВМРО ДПМН докажуваат дека, тргајќи ги партиските интереси во Советот, работат исклучиво во интерес на граѓаните. Таквата пракса на работа во Советот ја поздрави градоначалникот Јанчев, нагласи дека праксата на заедничко работење покажала дека општината одела само напред и се носеле одлуки во интерес на сите граѓани. На денешната седница едногласно беа усвоени и повеќе одлуки за примање на донации за општината. Едната се однесува на донација од Ротари клуб Кавадарци, а е наменета за Општинското основно музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале, за каде е набавена опрема со која ќе се опремуваат музичките кабинети. Другата донација е изработка на идејно решение за парк на културата од Екоиндикатор Кавадарци. Едногласно, без дискусии, поминаа 3-месечните извештаи за работењето на мини хидроелектричните централи Лукар и јавното предпријатие Паркинг, како и годишните планови за вработување во општина Кавадарци и ЈП Комуналец.
На предлог на советникот Петар Николов, Советот усвои одлука за да му исплати 1 милион денари премија на ГФК Тиквеш за влезот во првата македонска фудбалска лига.